7 часот и некоја минутка време и за првите јавувања во живо, а секако прв е колегата Мартин Николовски од главниот град, кој што накратко ќе ни пренесе и како се буди Скопје, меѓутоа првиот разговор за утрово го има во Црвениот крст и за нивните активности кои што редовно ги превземаат со цел да им помогнат на оние кои што има потребна психичка поддршка. Мартин, добро утро и повели со првото јавување од Скопје. Добро утро, Симона, добро утро за гледачите на утринската програма Македонија на утро. Утрово се наоѓаме пред домот на хуманитарни организации Даре Џамбас во Скопје, но пред да продолжиме со разговорот со нашата соговорничка, може да кажам дека времето денеска е навистина студено, иако имаме сонце, сепак тоа е со заби. Во текот на денот ќе се покачи дневната температура. Не очекува во текот на денешниот ден дожд, барем такви се прогнозите од Управата за хидрометеоролошки работи. Во однос пак на сообраќајот овде на овој булевар имаме доста раздвиженост, затоа што ова е периодот кога најголем дел од граѓаните се упатуваат на своите работни места, понатаму ги носат родителите своите деца во училиштата и во градинките, па често знае во периодот од 7 до 8 часот да биде сообраќај метеж низ булеварите и улиците во главниот град во Македонија, односно во Скопје. А во однос на мојата најава за нашата денешна соговорничка, се повеќе луѓе во денешно време се соочуваат со стрес, со анксиозност, но и со други ментални проблеми и затоа е важна стручната поддршка и помош. Црвениот град на град Скопје има центар за ментално здравје и за психосоцијална поддршка и тоа е местото каде што граѓаните може да се обратат, да се упатат, да добијат поддршка, помош, но и разбирање. За тоа како функционира овој центар, утрово заедно со нас е Ивона Ѓоргиева, психолог во овој центар. Ивона, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро вам и на гледачите на Македонската телевизија. За почеток на нашиот разговор, кажете ми што представува Центарот за ментално здравје и психосоцијална поддршка при Црвениот крст на град Скопје и која е неговата основна функција? Така, супер. Центарот при Црвениот крст за ментално здравје и психосоцијална поддршка представува место каде што може да се добие психосоцијална поддршка во мирнодопски услови, но и во услови на кризи. Активностите се разликуваат зависно дали се одвиваат во услови на кризи или во мирнодопски услови. Она што е основна цел на центарот е всушност да се намалат страдањата кај засегнатите ранливи популации и да се унапреди добросостојбата на лицата на кои има потребна психосоцијална поддршка. Зашто најчесто се обраќаат граѓаните во вашиот центар? Така, во рамки на нашиот центар имаме советувалиште кое функционира за социјално ранливи категории на лица. Ова советувалиште е бесплатно и функционира во текот на целата година и се договара со терапевт од страна на советувалиштето. Она што е важно е да кажеме дека во ова советувалиште сесиите ги држат едуканти во завршни години од едукација, гешталт или психодрама, под супервизија на психотерапевти. Останати услуги на центарот и активности кои ги прави се поврзани со поддршката на онколошките пациенти, така што 2 пати во месецот се реализираат групни средби, една средба со социјален работник, една средба со психолог, каде што онколошките пациенти можат да добијат психосоцијална поддршка во живо во просториите на булевар Кочо Рацин број 13, но исто така и онлайн даваме линк на кој лицата можат да се вклучат. Покрај ова, Црвениот крст прави најразличен тип на активности за подигнување на свесноста. Овој октомври бележавме светски ден, го одбележувавме светскиот ден на менталното здравје, па во рамки на Црвениот крст во повеќе од 20 општини и општински организации на Црвениот крст беа опфатени над 700 лица на различни теми преку различни работилници кои го засегаат менталното здравје.
Ивона, како изгледа процесот на поддршка во центарот? Што најпрво правите кога ќе дојде граѓанин и ќе се обрати до вас? Така, супер. Корисниците во нашиот центар може да доаѓаат од различни страни. Дел од корисниците може да бидат и веќе постоечки корисници на Црвен крст од останатите сервиси кај кои сме детектирале одредена ранливост, па така на пример може да се направи одреден скрининг на рани когнитивни промени кај лица кои се над 65 години. Секој граѓанин нели кој смета дека дел од овие услуги би можеле да го напредат неговото ментално здравје, може да се обрати на булевар Кочурацин број 13 и таму да се сретне со тимот психолози, со кој најпрвен ќе имаме нели еден иницијален разговор за да ги детектираме психосоцијалните потреби и понатаму нели ќе се одлучи каков тип на поддршка може да добие во рамки на Црвениот крст. Кажете ми, дали забележувате пораст на потребата од психосоцијална поддршка, особено кај младите лица? Така, сега би требало да земеме предвид еден факт дека новите генерации, особено помладите луѓе, се многу по-сензитивни и, како да кажем, поотворени во делот на пристапување кон услуги кои го засегаат менталното здравје. Но она што можам да го кажем од нашата работа конкретно, не можам да зборувам генерално, од она што ние сме го виделе, оваа година имавме пораст на панични напади, особено кај младата популација, после настаните кои нели се случија на 16 март, тоа секако дека влијаше генерално на целата популација, но исто така и на младата популација. Ивона, и за крај на нашиот разговор, какви совети би им препорачале на сите оние што се чувствуваат преоптоварени, чувствуваат анксиозност, стрес, а сепак не се одлучиле да побараат стручна помош? Така, супер. Ова година, како држава, претрпевме голем тип на загуби, а во следниот период ни следат празници и не секогаш овие празници се за секого најубавото нешто. За некои овие празници, за дел од популацијата овие празници може да бидат и тешки, така што ја би апелирала до целата заедница, до ние кои во една улога сме и вака психолози, во друга улога сме соседи, да се потрудиме да некако бидеме со поголема емпатија према луѓето кои оваа година поминале низ сериозни загуби, да ги приметиме знаците, затоа што не секогаш луѓето сами се јавуваат на психолог. Така што да ги забележиме оние знаци алармантни кои би можеле да укажуваат дека се работи за влошено ментално здравје и да ги поттикнеме да се јават. Еве, нашите центри се отворени и секако и останатите советувалишта во државата кои може да се користат за овие цели. Исто така да се внимава, например, како можеме да ги приметиме најблиските доколку имаме одстапка од типичното однесување, доколку гледаме дека со текот на времето добросостојбата не се менува, односно со тек на време станува полоша, да внимаваме на оние знаци кои се поврзани со посттравматското стресно расстройство, флешбекови, слики кои може да се враќаат поврзани со одредени настани и јас секогаш велам, ако досега ништо не се променило, не се чувствувате подобро или не гледате дека работите одат во нагорна линија, ништо нема да изгубите ако си дадете една шанса да пробате со некои од сесиите со психолозите кои ги има нашата држава. Така, Ивона, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Така, ви благодарам и вам. Утрово на тема како функционира Центарот за ментално здравје, но и психосоцијални услуги на Црвениот крст разговаравме со психологот Ивона Ѓоргиева. Симона?